Добро утро, драги гледачи. Наш соговорник денеска е Горан Василевски, председател на собранието на Фестивалот за народни песни и инструменти Петце Атанасовски, кој што овој викенд, односно во петок и сабота, ќе се одржи во Прилеп, тука на ово место каде што стоиме првата вечер и втората во Долнени. Господине Василевски, добро утро и пред себе честитки за 52-то издание кое што не очекува на Фестивалот за народни песни и инструменти Петце Атанасовски. Добро утро и на вас и на гледачите на телевизија Сито. Како што кажав, 52-ро издание на фестивалот, што не очекува, од каде ќе има гости, колкав ќе биде нивниот број? Точно 52-ро издание, бројка со која што можеме ние и уште 2-3 фестивали низ Македонија да се пофалиме. Оваа година, по 52-ри пат, повторно на ова место на Камената бина во Прилеп и на познатата амфитеатар на Рудина во Долнени ќе се одржи првата и втората фестивалска вечер. Оваа година имаме околу 220 учесници, буквално од сите краеви низ Македонија, каде се вклучени сите традиционални инструменти со кои во минатото и денес е препознатлива Македонија. Имаме гостин од Канада, македонец, кој што ги негува традиционалните македонски инструменти. Исто така имаме учесници од сите националности кои што живеат во Македонија, како албанци, турци, власи. Заради временските услови кои што ни следат викендот, првата фестивалска вечер ќе биде во киното Мистон, во склоп на Центарот за култура Марко Цепенков, а во Долнени, наместо на Рудина, ќе биде во домот на поранешната општина во центарот на село Долнени. Како течеше селекцијата на овие 220 учесници кои што рековте дека ќе бидат дел од овогодинешното издание на фестивалот? Така, пријавувањето и селекцијата трае веќе скоро 2 месеци пред почетокот на фестивалот. Имаме буквално од сите краји низ Македонија. Во селекционата комисија се професор доктор Родна Величковска, доцент доктор Стојанче Костов. Навистина тешка беше одлуката, има доста пријавени, меѓутоа имајќи го предвид времетраењето на фестивалските вечери, да не биде тоа ни предолго, ни прекратко, сепак мораше на некои да им се откаже. Меѓутоа, сепак одбрани се оние најдобрите, најзаслужни, кои што најмногу ја негуваат традиционалната музика. Навистина ќе има гледачите што да погледнат, буквално Македонија во мало, сите инструменти, сите традиционални песни, секој од својот регион ќе ги представи на овие 2 вечери. Колку кандидати се пријавуваат за да се одберат 220? Па, секогаш бројката е околу 350 до 400. Имајќи прилит и групи, оркестри, и поединци, инструменталисти, вокални интерпретатори. Секогаш гледаме да бидат скоро сите застапени, да има од секој регион застапено. Меѓутоа, толку се и можностите, толку и, како што реков, и однос на времетраењето на фестивалските вечери, финансиската состојба, техничките проблеми и слично. Дали, како и минатите години, оваа година ќе имаме можност да видиме повеќе млади групи, оние кои што го пренесуваат македонскиот фолклор во иднина? Така, учесниците се од година се повеќе на она долна граница. Веќе буквално е тоа од 7 до 77 имаме учесници. Се повеќе млади, основци, средношколци, едуцирани на факултетите, подоцна на вистина инструменталисти кои што го сакаат македонскиот фолклор и
го негуваат на различни фестивали, во културно-уметнички друштва, па и на разни веселби, свечености. Значи, како што кажавме, започнува тука во Прилеп, потоа продолжува во Долнени, изминатите години имаше и семинар за народни песни инструменти. Годинава дали ќе има нешто слично такво? Секоја година гледам едукативниот дел да биде составен дел на фестивалот. Оваа година ќе има едукативна работилница во спомен куќата на фестивалот Пеце Атанасовски во Долнени со ученици од основното училиште од Пецо Крстевски Даскалот од Долнени, на која ќе се разработуваат теми, најпрво историјатот на фестивалот, почетоците, потоа етнографски карактеристики на Прилепско поле и околните предели, традиционалните инструменти, децата ќе имат можност да слушнат повеќе традиционални инструменти од овој регион. Ќе обработуваме доста традиционални песни и на крај во сабота во Долнени на втората фестивалска вечер, затворањето на фестивалот, пред доделувањето на наградите, ќе биде токму со овие ученици, ќе има можност да испеат Отидов село Долнени, на позната, да кажам, химна на фестивалот и на Долнени, со што ќе им се поделат секако сертификати. Практикуваме буквално секоја година да го имаме тој едукативен дел, бидејќи со тоа се ги едуцираме, ги придобиваме едноставно помладите, учениците, да го засакаат македонскиот фолклор, нешто повеќе да научат за традиционалните инструменти, да се вклучат во традиционалното пеење и слично. И ова година, како и секоја, нормално главната награда ќе биде гајдата на Пеце Атанасовски. Така, гајдата на Пеце Атанасовски, која што изработува мајсторот Љубен Јуртовски тука од Прилеп, а ја доделува општина Долнени. Тука ни се и главната Гран При статуетка, која што се доделува на најдобриот оркестар, и уште 10 помали статуетки во облик на гајда, кој што ги изработува уметникот Емил Солевски, ќе се доделат на значајни учесници, на поединци, на инструменталисти, вокални интерпретатори и слично. Ви благодарам за овој разговор. Ја уште еднаш до сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој фестивал и да погледнат на вистина интересна народна музика и песна. Во 18 часот може да додадат тука во Прилеп во петок, како што кажаме, поради временските услови настапот ќе се одржи во киното Мистон, а исто така во 18 часот во саботата пак во Долнени во салата во поранешната зграда на општината.